Здраво, вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата ТВ 103 со своето 148 издание, во кое за прв пат најавната шпица која што ја има ТВ 103 беше во и ќе биде во двојна функција, односно денес ја започнуваме седмата сезона од емисијата ТВ 103 со една од моите најомилени ТВ серии на сите времиња и затоа ја напоменав најавата дека има важна улога за оваа епизода со таа двојна функција со оглед на тоа што се однесува токму на таа серија која на нејзините обожуватели како мене жедни за да падне нова крв. Од година за година чекавме нејзино продолжение, меѓутоа оваа година не само што не почасти со една, туку со две серии во контекст на овој универзум, што секако дека е преседан за неа, меѓутоа и двете имаа значајна улога за остварување на модус операнди на серијски убиец кој убива други серијски убици за да ја задоволи неговата жед за крв. Пред се, серијата постои од 2006 година, односно речиси 2 децении можеме да се дружиме со Декстер Морган, кримтехничарот кој во слободно време го чисти градот од убијците, на своја рака се разбира, а денес ќе ви говорам за серијата која ги елаборира неговите први убиствени походи и серијата која го означува неговото продолжување на крвопролевањето во друго место и друго време, односно сериите Dexter Original Sin и Dexter Resurrection. А емисијата ја започнавме со една композиција од Борачо и една од Маргарита Witch Cult, односно ова се два бенда кои има албумско студиско остварување во изминатиот месец, така што ќе слушаме во текот на емисијата стонер рок и ду метал бендови кои имаат издадено албум во ова лето, конкретно периодот околу август и септември, и ќе продолжиме со тој моќен звук кој го поседуваат Black Moon Cult и ќе ги слушаме Motor Jesus, така што подгответе се за рифаџиски бендови, потоа следува најавата за Dexter Original Sin. Така што, доколку сакате да дознаете кои се најквалитетните ТВ серии за овој месец, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет, нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Затко Јелевски, а ви останете вклучени. Започнува програмата на ТВ 103. Dexter Original Sin е криминалистичка ТВ серија создадена од страна на Клайд Филипс. Пред да работи на адаптирање на Dexter ги работеше Get Real и Parker Lewis Can't Lose. Тие се серии кои на времето беа составен дел од Fox. Сега се најверојатно закопани длабоко во архивата на библиотеката на Дизни. Original Sin е работена за Paramount Plus, која представува приквел на оригиналната серија Dexter, што се емитуваше во периодот од 2006 до 2013 година, кога престана со емитување додека не го добие продолжението оваа година. Во стриминг војните Paramount Plus, според податоците кои ми се на располагање, се наоѓаат на 7 место во светот со 77 милиони и 700 илјади претплатници, со тоа што се наоѓаат над Hulu, кој има 55 милиони, меѓутоа дефинитивно се под кинеските стримерски гиганти и секако под HBO со 125 милиони. Под нивна капа се CBS, Sky Showtime, MTV, VH1, сите се групирани во една голема империја, која е под раководство на новата гарда на Paramount. Така што си купија доста помали кабелски телевизии под своја капа и постепено се шират, затоа и толкава цифрата која што имаат на претплатници, ама понудата па од друга страна им е тенка. Сега зборуваме за оригиналните нивни серии. Под нивна капа се и Mobland и NCSI Тони и Жива, така што имаат датотека од Star Trek-ови, например, и од Good Fight, и што уште не од трезорите кои што се на CBS, иако мислам дека Evil можеби им беше најквалитетната ТВ серија која што ја наследија.
и ја работеа Paramount, ама ќе бидат актуелни во престојниот период со нови сезони од Mayor of Kingstown, Tulsa King, Landman имаат најавено нови сезони, така што вртат, ајде условно кажано, помедиокритетни, побезбедни серии за во кои што може да ужива целото семејство. И кога ги наследија датотеките од Showtime, дефинитивно тоа се промени со оглед на тоа што Showtime беа заедно со HBO двигателите помеѓу кабелските оператори и едните и другите се надпреварува кој повеќе ќе табуа ќе прекрши. Меѓутоа сега Showtime се во раководство на Paramount, кои во Европа ги имаме како Sky Showtime, кои најверојатно сте ги забележале на билбордите низ нашиот град, кој направи една инвазија на Балканот за да може да си се претплатите и вие да ги гледате нивните серии, вклучувајќи го фактот дека Dexter Original Sin беше исто така излепена по сите постојки низ Скопје, што беше едно прилично впечатливо и уникатно доживување да се гледа Dexter како се шета низ Скопје со плакатите кои беа излепени со него. Премиерата на серијата беше на 13 декември и се емитуваше до 14 февруари. 2 месеци гледавме недела за недела, 10 епизоди по 45 минути. Ако вие комотно може да си ги преполовите и да си ги бинчате во 2 дена, тоа би било најдобра препорака, наместо да се дозирате како мене еднаш неделно, што е криминален чин сам по себе, затоа што имаат клифхенгери сите епизоди. Во серијата станува збор за убиецот Декстер Морган, Патрик Гибсон од DOA го глуми него, како што се присетува во дадената ситуација во моментот кога ќе биде прострелно ранет од неговиот син и се навраќа на неговото доживување во Miami PD, односно во 1991 година, 15 години пред почетокот на првата сезона, откако ќе биде застрелан од синот Харисон, и е во тоа безсознание, целата сезона е всушност неговиот флешбек во кој се присетува на 90-тите години. Тогаш за прв пат стапнува на работа како експерт за крв по крим техника и се запознава со колегите, додека на работа е се уште неговиот татко Хари, глумен од Кристина Слейтер. Таму за прв пат ќе се запознае со колегите на неговиот татко, односно Марија Лагуерта, Енджел Батиста, како и неговиот колега техничар Винс Масука, со севкупниот асортиман на неговите солени сексистички шеги во кои сите уживавме во оригиналната серија, и како новитет за сите нас беше ликот кој глумеше Сара Мишел Гелар, која беше предпоставена на Декстер во одделот за убиство во Miami Metropolis Department, односно Miami PD. Тоа значи дека во серијата за прв пат дознаваме за кодот на однесување на кој го вгнездил Хари на неговиот син, односно сака да му го наметне пред се, кој има Декстер има нагони за убивање и согледува дека ако мора некаде да ги насочи, барем да убива злосторници, односно серијски убици кои не ги гони законот, на еден или на друг начин се измолкнале од неговите канџи, да има корист од него барем заедницата, своевиден виджиланти ако повеќе сакате, а при тоа да утепа две муви со еден удар, задоволувајќи си ги нагоните, и волкот е сит и пола Мајами е пресечено на парчиња и фрлено во заливот од неговиот брод, со кој што Декстер знае да си замине на некое си полноќно крстарење. Започнувајќи ја легендата за Бей Харбор Бучер, кој, ако сте ја гледале првата сезона на Декстер, ќе знаете колку неславно ќе заврши, кој ќе му припадне таа титула да го носи овој назив. Тука сега се поставува прашањето за тоа за кого е наменета серијата. Ако сте и гледале 8 сезони до 2013 година, многу добро ќе знаете како секој од спомнатите ликови се однесува и многу лесно ќе биде гледањето на Original Sin, само што ќе бидете свесни дека изведбите на актерите нема да може да се мерат со изведбите на кои 7 сезони ги играле актерите, кои веќе се сраснати со тие изведби, ги имаат нивните манеризми, движења. Младите актери имаат неблагодарна задача да ги емулираат тие гестови и интонации, а сепак да внесат нешто свој и автентично во изведбата, кои никогаш нема да ги ценат љубителите на Декстер.
сепак еден нема сука, мислам, колку мина и да го глумат, само еден може да го донесе на начин на кој што хистерично се смее, например. Иако љубителите на Декстер многу повеќе ќе уживаат во неа, затоа што веќе се запознаени со ликовите, тоа значи дека е наменета за тие што прв пат се сретнуваат исто така и со ликовите, што е откритие, не само за себе, бидејќи за прв пат ќе се соочат со концептот на Dark Passenger, тие кои што ќе гледаат за прв пат серијата, во со односот кој што има со сестрата, секако братот и мртвата мајка која е на Декстер, како и за случаите за анализата на крв на место на злосторствата и колегите на работа, и неколку елементи кои не сме ги знаеле, например за Хари ги дознавме доста во оваа серија, односно за тоа како се инволвирал со undercover задачите, што не беше надолго и на широко вработено во оригиналната серија, но многу ме интересира дали тие што ја гледале Original Sin би продолжиле да ја гледаат Декстер од првата сезона, или 2006 година и начинот на снимање од пред 20 години, тогаш ќе им изгледа доста застарено, иако за свое време беше многу напредна првата сезона, за која јас дознав 2006 од радиоемисијата која ја водеа Ди Снайдер и Деби Рошон на Фангорија радио, кои што говореа за чудните постери кои се појавиле во метрото во Њу Йорк, на некој си среден дечко која држи главата со подпредна пресечена рака од мртов леш, како когнитивна дисонанца која што плени кога ќе ја погледнете. Затоа што е иземено од контекст и денес тоа е култен постер кој е синоним за самата серија, но тогаш не знаевме зашто станува збор, едноставно пленеше мистеријата која беше за и околу овој постер. Од таа сезона јас станав доживотен љубител на универзумот на Декстер Морган, што значи дека компарацијата секогаш ќе ја има, и од помош е нарацијата на Майкл Си Хол, односно човекот кој што го глуми Декстер од оригиналната серија, и секако дека искусните Слейтер и Гелер се од помош да добие серијата на тежина, иако секоја чест на Патрик Гибсон, што ја стави главата во оган да го глуми Декстер, смело, но неблагодарно е тоа, а пролонгираната монтажа на оригиналната најавна шпица, која со аналогијата направи една револуција во паралелата помеѓу колоквијалното подготвување на доручек и подготвување на просторијата за изведување на убиството, не е некоја си од драстична полза ова пролонгирање, веќе знаеме дека не може ремек дел да се надогради туку така, ништо ново не понуди и за да се издвои од оригиналната, туку едноставно дури има една дискрепанца помеѓу тоа како е инволвиран новиот Декстер, ајде условно така да го наречеме, и да стане собствен ентитет. Не се случува тоа со таа најава, но не може да ја подобри суштина, ќе посечам анализа. Колку и да сум носталгичен за оригиналната Декстер, мора да бидеме искрени и да си признаеме дека приквелот е многу поквалитетен од 6, 7 и 8 сезона, кога Декстер се обидуваше да има емоции, да има девојка, да најде гуру, се бараше на сите погрешни места, вклучувајќи го и тоа до Џулија Стайлс, така што имаше доста промашетоци кои ги немаше, например, Original Sin, затоа што одеа повеќе изоден пат. Ајде, вака после убиецот Тринити, па Санта Муерте картелите од Венецуела и Ајстрак килерот, односно убиецот од кој исто така беше длабоко поврзан со животот и блиските на Декстер, да речеме дека беа сериите кои што следуваа после нив послаби, затоа што беа може би не баш квалитетни изблици од серијата како што беа првите 6 сезони. Original Sin може и тоа како да се носи, например, со New Blood, односно селењето на Декстер во снежните предели, затоа што не врати во Мајами, тоа е неговиот дом и покрај сите веќе изградени ликови, а не тие кои што ги запознаме на северните снежни пространства. На 1 април 2025 година беше одобрено продолжението на втората сезона за на 22 август 2025 да биде канцелирано, односно откажано. Продолжувањето што се случи во меѓувреме прашањето кое што ќе си го поставиме едни на други, а одговорот е едноставен. Dexter Resurrection се случи, астрономската фама и слава си ја врати оригиналната екипа на Декстер
Искрено бидам, никогаш не ја ни гледав како нешто повеќе од една сезона за приквел Original Sin, која ќе биде загревање за Resurrection, која е серија за која ја гледавме всушност Декстер, да бидеме реални, затоа што нивниот факсимил, односно симулакрумот на постоечкиот свет со други млади актери, започнувајќи со момчето кој ги обунели чевлите на Декстер, не може да се мери со изведбата на Майкл Си Хол, затоа што тој е Декстер и секогаш ќе биде тој. Доволен беше неговиот глас за да го сватиме ние тоа. Така што не би имал ништо против за да продолжаше серијата и во наредните сезони, да се доближи до оригиналната, меѓутоа можем мирно да спием наутро и без тоа. Ни дозволи да ја почешаме таа потреба која што имаме во нашето тело за Декстер, ама ако сакаме да бидеме доследни на исконската енергија, ќе мора со скалпелот да пресечеме подлабоко. Ако се случи нешто со Resurrection, тука ќе почнам да пишувам протестни мејлови до Paramount заради тоа што таа кокошка мора да се остави на мир за да несе златни јајца. Ќе направиме тука една кратка музичка пауза, односно во продолжение на емисијата ќе слушаме најпрви психоделични стонер рок бендови, ќе слушнеме Манта Раф и Insomniac и потоа ќе преминеме постепено да градираме со тежината на звукот, односно ќе се препуштиме на Doom територијата, предводени од Hibernaut, Void Emperor, In the Company of Serpents и Void Hammer. Така што ова ќе бидат бендовите со композиција од нивните нови албуми кои ги издадоа во текот на изминатиот месец, за потоа да се вратаме вечер да ви говорам за продолжението на сагата на Декстер, односно Декстер Resurrection. Декстер Resurrection, исто како и Декстер Original Sin, е кримисерија создадена од имагинацијата на Клайд Филипс, односно која функционира како продолжение на Декстер New Blood, тоест по сцената во која што Декстер е ранет од неговиот син Харисон, кој бега во Њујорк, неговиот татко успева да преживее од истрел поради таа снежна прикривка која што наводно му помогнала да се спаси и оди по својот син во Њујорк, каде синот ќе биде вовлечен во убиство во хотелот во кој што работи и престојува. Иако првичната замисла на Декстер е да не се инволвира директно во животот на својот син, прогонет тој од неговиот татко кој секогаш за неговото рамо се појавува до него и го потсетува на кодот кој го има учено да убива само злобници за да го задоволи нагонот во себе, кој беше именуван како Dark Passenger. Ќе се обиде да ги зацкрие доказите кои ги има оставено Харисон за себе, затоа што нема дамка крв која на експертот за крв би му избегала од видик, па затоа му помага да го спаси, да не заврши зад решетки. Тоа што ја прави Декстер одлична серија е тоа што секогаш имало ликови кои се премногу блиски до него и насетуваат дека крие нешто, кои му ги поматуваат сметките и што поблиску се до вистината, тоа значи дека во опасност го ставаат пред се сопствениот живот. Таков е случајот со детективката од Њујорк која решава случај со помош на Bee Gees, односно една композиција која на луп се врти во незината околина, можеби и во незината глава. И секако тука е стариот пријател кој станува непријател Енџел Батиста од Miami PD, кој беше колега на Декстер и знае дека Бей Харбор Бучер не е Доукс, како што нели во медиумите се тврди и како што случајот беше затворен дека е тој во полициската станица, туку некој друг нивен колега, како што Декстер нели го има наместено во првата епизода Доукс да биде убиецот, туку Декстер стои за сите убиени, искасапени и фрлени парчиња на тела во заливот во Мајами, што неговиот колега го знае тоа. Така што Декстер станува неговиот Моби Дик, а детективот Енџел Батиста, кој е пензиониран, станува Ейхеб. И тука сметам дека Декстер се грижеше да му го сокрие злоделото на неговиот син, налетувајќи на еден серијски убиец, кој да ми ти бил поканет во елитно друштво на серијски убици,
кои одржуваат средби кои ги организира милионерот глумен од Питер Динклич и неговата десна рака, односно хенчвомен Ума Турман, која ќе ги покани и Девид Дасмалчијан и Кристина Ритер и уште кој не, што значи ќе има бифе од убици кои не може Декстер да одолее да не ги ликвидира. Сезоната започна да се емитува на 11 јули 2025 и заврши на 5 септември, што би значало дека ја гледавме цели 2 месеци, 10 епизоди, со 10 епизода која гласаше Justice for All, што значи јас еднаш неделно примав 45 минутна доза од серијата, што многу ме радуваше, но кога веќе ја имате на дофат, ја вас би уживал, токолку би знаел дека сте избинџале за 2 дена, затоа што јас го немав тоа задоволство. Особено со оглед на тоа што има клифхенгери на крајот на секоја епизода. Јас ја помнам дека ме измести предпоследната епизода од сезоната, затоа што дојде по еден логичен след кој за мене беше срцепарателен, особено во монтажата после крајот на дејствието на епизодата, каде ја почувствував моќта на филмската магија преку процесот на создавање на еден проп од филмскиот сет, на реквизита која беше поим за серијата, со која ни самиот не бе свесен дека толку сум се поврзал. Меѓутоа, не секое збогување е толку едноставно, посебно не со ликови кои ги знаете со децени. Марко Сиега е режисер кој реализира поголем број на епизодите од сезоната, така што тој е виновникот за квалитетот кој на визуелен план го поседува пред се серијата. Во минатото многу повеќе се менува, колку што можам да памтам, и имињата кои најчесто ги сретнувате во останатите крими серии со врвен квалитет се појавува и во Декстер. Тие можеби го започнаа тоа ротирање на голема врата на квалитетните имиња во ТВ продукцијата, меѓутоа ова е поконзистентна во контекст на бројот на режисери, а Клајт и екипата на сценаристи се виновници зашто го задржа белегот и интригантноста овој уникатен пред се одметник. Премиерата стана една од најгледаните епизоди на која и да е серија на Showtime со 3 милиони гледачи првите 3 дена, и колку ја што имам информации се планира Клајд да ја собере екипата и да седна да пишуваат нови епизоди за новите авантури на Декстер, затоа што соодветно ја заокружија сезоната која заврши токму во духот на тој Декстер кој што сите ние го знаеме, кој едноставно во свој елемент, во отворените водени пространства, качен на бродот, си ги врши неговите чистачки дејности, ајде така да ги наречеме. Меѓутоа не во Мајами, туку во Њујорк. Може да ја гледате само оваа сезона и нема да пропуштите ама баш ништо, но тие што ги гледале првите сезони, па многу добро ќе знаат кои се Батиста, Масука, Доукс, Куин, Лагуерта, ама па вие треба да знаете дека всушност тоа се колеги на Декстер од Мајами PD и ќе ви биде доволно тоа за да разглобите дека тој веќе имал воспоставено некаков си колегијален однос со нив и тие се малтене духови од неговото минато, од неговиот минат живот во некој друг град кој што го подсетуваат на еден друг Декстер кој глумел пред нив со оглед на тоа што тој го има има таа цел да се инфилтрира како еден прилично досаден лик во нивното обкружување кој нема кој знае какви интереси освен интересите на сите и како еден волк кој се плетка помеѓу стадото глумејќи овца, така и Декстер кружи околу неговите колеги, обидувајќи се да биде невпечатлив и да не им падне во око, и штом не паѓа во туѓите очи, тоа значи дека Декстер може да вади други очи. Секако, сите нови ликови се доста колоритни убици, секој си има своја луда жичка и модус операнди според кој се двои од останатите, има потреба од свежа слава нели за злоделата, да стане најдобриот убиец во Њујорк. А Декстер помеѓу нив сметаше дека може да биде искрен и да ја презентира неговата интимна потреба по крв, но ќе свати дека не е свој меѓу своите како што мислел, затоа што нивното задоволство се крие од нанесување штета на невините жртви, што па се коси со неговиот код, но не се коси
тие не се криви тие за да завршат на неговата маса, завиткани во фолија, си зема талисман, капка крв од нивното лице со скалпелот и бодежот го отпочнува напуштањето на душата од телото, така што ќе си го најдат на еден или друг начин местото на убиствената маса, односно масата за убиствата. Музеот на сериските убици беше печатлив продукциски дизајн, каде има Greatest Hits, има компилација на грозоморната која ја е изложена таму, како и самиот Декстер ќе види неколку познати трофеи, односно експонати, некои кои што го врзуваат со неговото славно, односно неславно минато, така што сама реминесценција ќе биде и евокација ќе понуди ова просторија која што ја гаат фановите на убиците. Сега дека баш серијата е отвора таа фама и фанатизмот по глорифицирањето на умоболните серијски убици и нивните колекционери кои се восхитуваат од нивните злодела кои што ги имаат направено и ги чуваат, како што американците сакаат нивната бейсбол меморабилија, како што ја нарекуваат, да си ги ове кои чуваат и да ги глорифицираат и нив. Како што напоменав, очовечувањето на Декстер низ годините се покажало дека е бескорисно во серијата, затоа што под фасадата на жени, деца, девојки, ништо не било вечно, така што врзувањето со синот е повеќе прагматично, заштитничко дејание, отколку да е нешто подлабоко со оглед на тоа што му треба некаква поврзаност да си го најде своето место и во Њујорк. Причинител за негодувањето секогаш е неубедливоста со која Декстер завлакно се спасувал од невозможни ситуации, како што беше случајот и во оваа сезона, уште од истрелот со кој што започна до затворањето на трезорот во кој што заврши, но тоа не може да го засени квалитетното пишување на овој интригантен лик, кој во диалошки облик со подсвеста го материализира неговиот сомнеш во себе си, но сигурно е каде и да оди, мрачниот патник кој патува со него ќе биде жеден за новата крв на виновниците. Декстер е серија која во 2006 година направи револуција во раководењето со криминалистичкиот наратив, каде слушнавме убици како размислуваат и тој исчекор никој нема да може да го одземе од Декстер. Ако некој тоа го направи, тогаш ќе најде начин да му отстапи Декстер место на неговата маса, се разбира. А за самиот крај на емисијата, секогаш ги одвојувам последните минути на инструменталните стоне рок бендови. Не сакам да биде запоставена ова волшебна звучна синтеза која што ја нудат со истражувањето на тие недопрени предели на звукот. Бендот кој го избрав за денес е Desert Smoke Ritual, кој не само што издаде еден албум, туку издаде два албуми, со оглед на тоа што секако дека ја нема инструменталната музика тежината на наоѓање на соодветно место и реализирање на текстот и неговото пеење, така што тие ги издадоа Earth Wisdom и Lady of the Desert, така што ќе слушнеме по неколку композиции од овие два прекрасни албуми кои уживам да ги преслушувам и кога не ја гледам Декстер. Вие го слушавте 148-то издание на емисијата TV103 со Златко Ѓелевски, кај што детално ги рецензирав Декстер, Original Sin и Dexter Resurrection. TV103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабенски поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао!